Благодарам, председателе. Како што гледате, јас во расите не држам и не сум листови, заради тоа што сметам дека и претходната дискусија најмалку беше во делот на буџетот, а повеќе во некои други области и сметам дека задира во лични релации со голема доза на цинизам, сарказам и дисквалификации по лична основа. Доколку грешам, ќе ме поправат. Ќе ме поправите. Меѓутоа, во делот на кој што беше водена дискусијата и на начинот на кој што беше водена дискусијата, ќе се зема за право јас да говорам надвор од темата која што е денеска на комисијата за буџетот. Благодарам што се отвори прашањето за земјоделството, кој што опозиционите пратеници многу вешто избегнуваат да го говорат, заради тоа што немаат ни аргументи за тоа. И ќе се обидам на кратко да елаборирам заради тоа што тие не може да го направат, јас ќе го направам. Политиката на опозицијата во делот на земјоделството, напред се должен сум да одговорам. Тачно е, јас го потпишав договорот на 200 милиони евра со компанијата Сахара, Македонија. И тоа е голем предизвик за македонскиот аграр и лично жалам што истиот не се реализира од објективни причини. Но дали ќе поставам прашање, не е постапено согласно со договорот и согласно со законот и дали не е наплатена банкарската гаранција која што е составен дел на тој договор. Наплатена е 5 милиони евра. Дали е оштетена државата? Не е. За да илустрирам дека навистина се искажани паушални квалификации околу самиот проект, рековте дека импозантни 20.000 грла на молозни крави кои што треба да би требало да бидат во тој проект, ако доколку би се реализирал, изградба на млекара и исто така има изградба на производствен капацитет за сточна храна, дупло поголем од постоечкиот кој што сега во моментов како единствен е во Македонија, а би требало да биде, доколку нели проектот се реализираше, од многу голема важност за македонското земјоделство, заради тоа што не е само производството на сточната храна битно, заради тоа што тој концепт на производство на земјоделски култури врзува голем број на потенцијални кооперанти земјоделци кои што би биле врзани со системот. Она што се спомна за капацитетот на млекарата, 80.000 литри на дневна основа, тоа е малку, јас бев против тоа. Битолската млекара има капацитет 140.000 литри на ден. Ова се 180.000 литри, тоа е мал капацитет. Сакам да кажам дека доколку се говори за земјоделството, треба да се има одредено познавање претходно, за да може да се дискутира на темата. Но сега, како што вие љубите да се обраќате на јавности, на граѓаните, јас се обраќам до почитуваните земјоделци, кои се петте столба на Социјалдемократскиот сојуз и на опозиционите партии во делот на земјоделската политика. Прво, редовна исплата на субвенциите. Почитувани колеги, вие едноставно не ја следите работата и спроведувањето на политиката на владата и на Министерството за земјоделство. Има посебен, како да кажам, распоред на плаќање на исплата на субвенции, кој што е составен дел уште веќе од пред 2 години на програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и во програмата, односно дополнителните услови кои што треба да се исполнат од земјоделците како една од обврските за исплата на субвенциите и нивната динамика по култури посебно е токму таа обврска која што Министерството за земјоделство, односно Министерството за финансии и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството мораат да ја исполнуваат и тоа како што може да се предвиди и се реализира. Ќе се согласам дека не во целост, меѓутоа за тоа постојат и објективни причини, дали заради погрешни трансакциони сметки, дали заради неисполнување на одредени обврски кои што ги имаат земјоделците, дали заради
XY причини, меѓутоа убеден сум во тоа дека исплатата оди во регуларен ток. Понатаму, вториот столб е исплата на зелена нафта. И како пример се дава 3 земји. Едната земја е Хрватска, погрешно, таму има исплата на плава нафта, тоа е за покривање на трошоците во делот на стопанскиот риболов. Втората држава е Бугарија, погрешно, таму е веќе прекинато со практикувањето, односно искористувањето на овој вид на стимулација кон земјоделците. И третиот пример е северниот сосед Србија, каде што навистина се исплаќа зелена нафта по единица површина врз основа на извршени калкулации за висината на производствените трошоци, односно учеството на трошоците во користењето на земјоделската механизација. Имаме ние калкулации во Министерството направено. Ќе ве молам, значи колегата не зборуваше. Јас сакам да ги елаборирам политиките. Значи вака, колеги, се извинувам, колега. Ама чекајте сега, значи не викајте од место. Колеги, има право колегата Димовски реплика на излагањето на колегата Мисовски. Ќе се задржиме, значи, се извинувам, колега Димовски. Само момент. Колеги, јас ќе ги смирам. Колегите, не треба да бидат нервосни. Јас сега само што почнав... Чекајте малку. Колеги, значи да си има право, земјоделството е дел од буџетот, како што е и здравството и образованието, и сите области, и сите политики на владата. И затоа има право колегата Димовски да одговори. Повелете си. Благодарам. А другите ги молам да не дофрлаат од место. Па не е проблем ни да се дофрлат. Јас сум научен на овакви ситуации и многу бројни и покритични. Но сметам дека овде разговараме на тема која што е исклучително битна и јас само сакам да ви помогнам за да ги доближите вашите политики кон земјоделците. За тоа зборувам. Значи, зелена нафта, пример од Република Србија, каде што навистина се одобрува. Техниката на одобрувањето на зелена нафта е преку намалување, односно исклучување на дел од акцизите, со тоа што таа би станала со пониска цена и би била поприфатлива за земјоделските производители. Има една работа што прво цената на дизел горивото како основен реагенс во земјоделското производство е далеку со повисока цена отколку дизел горивата во Република Македонија и таа акцизата е со повисока цена, повисок износ, што значи дека доколку во случај кога ќе се одобри исплата на зелена нафта, таа е по цена, односно во висина на цената на македонската нафта, македонскиот дизел, значи разлика нема. Зошто се дава зелена нафта во Србија? И тоа сакам да го објаснам. Затоа што субвенциите за индивидуалните земјоделски производители по единица површина изнесуваат 47 евра. Значи 47 евра за хектар. Слушайте ме внимателно. Во Република Македонија основната субвенција е 9000 денари, 150 евра. Овде има 47, овде има 150. Дополнителни 3000 денари за користење на сертифициран семенски материјал, 3000 денари, тоа се 12000 денари. Значи 200 евра по единица површина во однос на 47 евра по хектар во Србија, која што ние давате како пример, каде што се исплаќа зелена нафта. Дали тоа вие сакате да ја намалите висината на субвенцијата по единица површина? Тоа треба да им го објасните на земјоделците, дека крајната цел е всушност тоа, намалување на субвенцијата по единица површина од 200 евра на 47 евра, со што би се исполниле условите и за зелена нафта и за субвенционирање на трошоците по основ на користење на препарати за заштита на земјоделските култури. Понатаму, третиот столб е гарантирана откупна цена и изградба на откупно-дистрибутивни центри. Тоа што ние го правиме.
а гарантирана откупна цена во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој може да има на стратешките земјоделски култури кои што владата ги прошири за моќно чувствителните култури во делот на производството на пиперки, не се тикви, тикви се некои други, и по тој основ кога се пореметени пазарните услови, се воспоставува нивелирање на откупната цена, секако на трошок на Министерството за земјоделство, односно владата на државата. Четвртиот столб е во распределбата на земјоделското земјиште. Во Република Македонија има 210.000 хектари од прилика државно земјоделско земјиште, кое што во најголема мера е веќе распределено. Останати се отприлика околу 20.000 хектари, меѓутоа тоа раситнето земјоделско земјиште е една од големите аномалии во Република Македонија, заради тоа што земјоделското земјиште е моќно исфрагментирано и истото е прилично неекономично за обработување, а тоа изнесува околу 1,8 хектари по индивидуално земјоделско производство, во најчест случај е поделено на 5 различни парцели на различни места и може да претпоставите дека отприлика 3 декари до 5 декари е просечната површина на секоја парцела. Сега се зборува и за ревизија на распределбата. Тоа е во ред, меѓутоа треба да се има на ум дека околу 80.000 хектари во изминатите 9, односно 8 години се распределени на отприлика 7.990 индивидуални земјоделски производители. Значи, отприлика по 10 хектари. Да не развијам сега политиката во делот на распределбата на земјоделското земјиште, заради тоа што таа е развиена во неколку фази и тоа би ми одзело многу време, но значи распределени се отприлика 80.000 хектари на 7.900 корисници. И тоа воопшто не е спорно, меѓутоа е спорно следново. Што се случи до 2006 година? 94.000 хектари се распределени само на 412 корисници. 94.000 хектари на 412, во однос на 80.000 хектари од 2008 година па до 2015 година на 7.994 точно корисници. Значи, сакам да се отвори дискусија токму за овие 94.000 хектари. Вие секако се сеќавате дека пред 2-3 години токму во оваа сала имаше надзорна расправа за состојбите во земјоделството. Многу ми е жал што таа расправа не се заврши, меѓутоа вие немате храброст да ја завршите заради тоа што требаше да се соочите со вистинските земјоделци на кои упорно избегнувате средба, заради тоа што вие се среќавате со економски, социјални, нелегитимни представници во согласно со Законот за земјоделство и рурален развој, каде што на барање токму на земјоделци кои што вие ги контактирате, ја спуштивме цифрата на само 1000 регистрирани, односно евидентирани членови во таа земјоделска организација. За разлика од Федерацијата на фармери на Република Македонија, од Сојузот на земјоделците на Република Македонија, од Независниот синдикат на земјоделците во Република Македонија и сите останати легитимни и законски форми на здружување на македонските земјоделци. И петиот столб е во програмата ваша водостопанството, односно предвидување на 10 милиони годишно евра, кои што би требало да се распределат, да се реализираат за подобрување на состојбата во водостопанството во државата. Јас да не спомнувам дека оваа влада има предвидено и тоа го реализира 20 милиони евра на годишно ниво за реконструкција, рехабилитација и проширување
на водостопанските системи за наводнување и за одводнување и за изградба на капиталните инфраструктурни објекти во државата кои што треба да придонесат за подобрување на водоснабдувањето во државата и на самите земјоделци. Зошто е ситуацијата во државата во делот на водостопанството таква како што вие ја кажувате? Точно, лоша, заради тоа што во 2004 година се потпиша договор со една меѓународна организација со која што покрај веќе уништеното или нарушеното работење на водостопанските предпријатија дојде до комплетна девастација на водостопанскиот систем, негова тотална неефикасност и упропастување, формирање на квази водни заедници кои што не беа во состојба да ги прифатат обврските кои што водостопанските предпријатија ги понудија, а во исто време ниту пак водостопанските предпријатија ги можеа да бидат во состојба да ги исполнат сите барања од водните заедници кои што патем кажав, нели претходно, дека не беа во состојба да ги исполнат. Целата таа работа нас не кошташе 20 милиони долари, колку што беше грантот добиен од страна на меѓународната финансиска организација да се реализира сето ова, а всушност ние изгубивме огромни милиони евра, кои што од прилика би требало да изнесуваат околу 220 до 250 милиони евра. Толку изнесува штетата од тој договор и од тој проект кој што една претходна влада како обврска го имаше преземено за да се подобрат ситуациите во македонското земјоделство. Колку се подобрени, видовме. 1,5 година, веројатно и повеќе, се вршеше скенирање на целиот водостопански систем во државата, во кој што буквално секој вентил, секоја шахта беше проверен и констатирано потребата од негово менување или реконструкција на цел каналски систем, што е фактички втората фаза, и тоа не сакам да го ширам како дискусија, функционирањето на водостопанскиот систем. Ние, за жал, располагаме со застрелен систем, отворен систем за наводнување, кој што има, меѓу другото, и негативности околу губење на водата и неговата помала ефикасност. Ете, тоа го се работеше во владата, тоа се работеше во Министерството, во Управата за водостопанство и по тој основ е веќе формирано согласно со измените со новиот закон за водостопанство и акционерско друштво за водостопанство, кое што годишно ќе има обврска да инвестира 20 милиони евра во однос на овие ваши предложени 10 милиони евра. Еве, ова е вистината за македонското земјоделство, кое што се предлага од страна на опозицијата. Ова се во кратки црти одговорите кои што можам да ги дадам и повторно ќе се вратам на Сахара, Македонија, порудата. Зарем некој би одбил со сите доставени гаранции и со целиот проект кој што беше издржан и подготвен од врвни професори од англиски универзитети, со ангажирање на сите институции во државата, од Агенција за храна и ветеринарство, од Управа за водостопанство, од Министерство за земјоделство, од Агенција за катастар, од Министерство за транспорт и врски, од компаниите кои што се занимаваат со дистрибуција и производство на електрична енергија, од компании кои што беа вклучени локални во делот на истражување на системи за градење на системи, бунарски системи за обезбедување на вода, од ангажирање на водостопанското предпријатие Брегалница, од ангажирање на сите локални фармери. Колега Димовски, да ве замолам да привршите. Да, ќе привршам. Благодарам, председателе. Тоа беше голем предизвик и врз основа на проценката која што имаше владата, проект кој што требаше да донесе добробит за македонското земјоделство. Но, заради сплет на околности, Министерството и владата, пред се Министерството, во целост има постапено со законот и во ниту еден случај не ја има оштетено Република Македонија, државата, со оглед на тоа што
инструментот како банкарска гаранција беше наплатен од негова страна и се обезбедија 5 милиони евра колку што беа депонирани од страна на Societe Generale. Тоа многу добро го знаат нашите колеги од Министерството за финансии колку ја проверувавме таа банкарска гаранција и по тој основ не е извршена никаква штета. Ја повторно ќе се вратам на почетокот. Колку биле пријателски зборовите, не навлегувам. Веројатно ќе имаме можност на некој друг начин и на друго место да ги расчистиме дилемите кои што се отворија. Но сметам дека во одредена мера беа некоректни кон мене за министрот за финансии, самиот излези на свој начин, самиот си го искажа своето мислење. Благодарам.